Библиотека Наг Хамади, Кодекс 10.1. Марсанес. Тајната на 13-те печати, мистиката на словата и искачувањето до врховното молчење. И награда. Тие дојдоа до спознание, го најдоа него со чисто срце и не се погодени од него со зла. На оние што ве примија, ќе им се даде нивната избрана награда за трпението, и он ќе ги одврати злата од нив. Но никој од нас нека не биде потиштен и нека не мисли во своето срце дека големиот Отец. Зашто он погледнува на сето и се грижи за сите нив? И он им го покажа своето. Оние што? 10 реда се неизгубливо оштетени најнапред. А што се однесува до 13-тиот печат, јас го воспоставив него, заедно со врвот на знаењето и сигурноста на покојот. Првиот, вториот и третиот се световни и материјални. За нив ве известив, за да ги вашите тело. И една сетилно препознатлива сила ќе ги, оние што ќе отпочинат, и тие ќе бидат сочувани од страста и од разделувањето на единството. Четвртиот и петтиот, кои се горе, нив ги спознавте, божествени. Тој постои по и природата на, односно, оној кој три. И јас ве известив за, во трите, преку овие два. Ве известив за тоа, дека тоа е побестелесно. Еден ред е неизгубливо оштетен и по внатре во секој кој вашиот. Петтиот се однесува на обраќањето на оние што се внатре во мене и на оние кои престојуваат на тоа место. А шестиот се однесува на самородените, на побестелесното битие кое постои делумно, заедно со оние кои постојат во вистината на сето, за разум и сигурност. И седмиот се однесува на самородената сила, која е третото совршено, четвртиот, кој се однесува на спасението и мудроста. И осмиот се однесува на умот, кој е машки, кој се појави во почетокот, и на битието кое е побестелесно и на духовниот, интелигибилен свет. Деветиот на силата која се појави во почетокот. Десеттиот се однесува на Барбело, девицата на векот, еонот. 11-тиот и 12-тиот зборуваат за невидливиот кој поседува три сили, и за духот кој нема битие, кој припаѓа на првата неродена. 13-тиот зборува за молчеливиот кој не беше спознаен, и за првенството на оној кој не беше разликуван. Зашто јас сум оној кој го разбра она што навистина постои, било делумно, било во целост, според различноста и истоветноста, дека тие постојат од почетокот во целото ова место кое е вечно, односно, сите оние што настанале, било без битие. Било со битие, оние кои се неродени и божествените векови, заедно со ангелите, и душите кои се без лукавство, и душевните облеки, кои се прилики на едноставните. А потоа тие беа измешани со нив. Но сепак, целото битие, кое го подражава по бестелесното битие и она што е без суштина. Најпосле, целото осквернување беше спасено, заедно со бесмртноста на првата. Јас размислив и стигнав до границата на сетилно препознатливиот свет. Дел по дел го спознав целото место на побестелесното битие и го спознав духовниот свет. Спознав, додека размислував, дали во секој поглед сетилно препознатливиот свет е достоен да биде во целост спасен. Зашто јас не престанав да зборувам за самородениот, остана, дел по дел целото место. Он слезе, пак слезе од неродениот кој нема битие, кој е духот, оној кој постои пред сите нив стигнува до божествениот самороден. Оној кој има битие истражува, и он постои, и он е како, и од, разделувајки, јас станав, за многумина, бидејќи е очигледно дека он спасува мноштво народ. Но по сите овие нешта, јас го барам царството на тромокниот, кое нема почеток. Од каде се појави он и действуваше за да го исполни целото место со својата сила? И на кој начин неродените дојдоа во битие, штом не беа родени? И какви се разликите меѓу вековите, еоните? А што се однесува до оние кои се неродени, колку се тие на број? И во кој поглед се разликуваат еден од друг? Кога прашав за овие нешта, забележав дека он делувал од молчење.
Он постои од почетокот меѓу оние кои навистина постојат, кои му припаѓаат на оној кој постои. Има еден друг, кој постои од почетокот, кој му припаѓа на оној кој действува внатре во молчеливиот, и молчењето не го делува. Зашто, колку што овој, толку оној действува од молчењето кое му припаѓа на неродениот меѓу вековите, и од почетокот он нема битие. Но енергијата на оној е тромокниот, оној кој е нероден пред векот, немајки битие. И можно е да се види возвишеноста на молчењето на молчеливиот, односно возвишеноста на енергијата на тромокниот, и оној кој постои, кој молчи, кој е над небото, го откри тромокниот, првосовршениот. Кога он, на силите, тие се зарадуваа. Оние што се внатре во мене се совршија заедно со сите останати. И сите тие го благословија тромокниот, еден по еден, кој е првосовршениот, благословувајќи го во чистота, насекаде фалејќи го Господа, кој постои пред сето, тромокниот, нивното обожавање, јас самиот. И јас се уште ќе продолжам да истражувам како тие замолкнале. Ќе ја разберам силата која ја почитувам. Третата сила на тромокниот, кога го забележа него, ми рече, молчи за да дознаеш, трчај и дојди пред мене. Но знај дека овој молчеше и прими разум. Зашто силата ме придружува, водејќи ме во векот кој е Барбело, машката девица. Поради таа причина девицата стана машка, бидејќи беше разделена од машкото. Знаењето стоеше надвор од него, бидејќи нему му припаѓа. И таа која постои, таа која бараше, го поседува тоа, исто како што и тромокниот го поседува. Таа се повлече од нив, од овие две сили, бидејќи постои надвор од големиот, како што таа, која е горе, која молчи, која има оваа заповед да молчи. Неговото знаење, неговата ипостас и неговото дејство се оние нешта за кои зборуваше силата на тромокниот, велејки, ние сите се повлековме во себе. Замолкнавме и кога го спознавме него, односно тромокниот, се поклонивме, ние, го благословивме него, врз нас. Невидливиот дух побрза нагоре кон своето место. Целото место се откри, целото место се одвиткас додека тој не стигна до горниот регион. Пак замина, направи целото место да се осветли, и целото место се осветли. И на вас ви беше даден третиот дел од духот на силата на оној кој ги поседува трите сили. Благословен е. Он рече, овие кои престојувате на овие места, потребно е да ги спознаете оние што се повисоки од овие и да им ги кажете на силите. Зашто вие ќе станете избрани со избраните во последните времиња, додека невидливиот дух брза горе? И вие самите, трчајте со него горе, бидејќи го имате големиот венец кој. Но во денот ќе даде знак, трчајте горе, и сетилно препознатливото, видливото, и тие. Две страници недостасуваат, како и 14 реда на врвот на следната страница. Познанието. Он е довека, немајки битие, во оној кој молчи, оној кој од почетокот, кој нема битие, дел од неделив. Сметаат дека околу 20 реда се неизгубливо оштетени, јас престојував меѓу вековите, еоните, кои беа родени. Како што ми беше дозволено, дојдов да бидам меѓу оние што не беа родени. Но престојував во големиот век, како што јас. И трите сили, оној кој ги поседува трите сили. Трите сили, молчеливиот и тромокниот, оној кој нема здив. Ние застанавме во околу 23 реда се речиси целосно оштетени, кој нема здив, и он постои во потполност. И го видов, него кај големата, тие го познаа него. Околу 21 ред се речиси целосно оштетени, е действен, зошто пак знаењето, не знаејки, и он ризикува да стане. 9 реда се речиси целосно оштетени, оние. Но потребно е едно, да нема облик, за овој постои пред мислата од почетокот, оној кој. Околу 6 реда се неизгубливо оштетени, овие погледнаа во 9, космичката хебдомада, седмица, во ден на довека.
8 реда се неизгубливо оштетени и, по многу години, кога го видов Отецот, го спознав него, и многу делумно, довека, материјалните, световните, горе, покрај тоа. Околу 18 реда се неизгубливо оштетени, надвор од, во оние што, нив во, именувајте ги нив. И што се однесува до нивното именување, посведочете вие самите дека сте пониски од нивната, и нивната ипостас. Но покрај тоа, кога? Околу 18 реда се неизгубливо оштетени, скриена, третата сила. Благословената власт рече, меѓу овие и односно таа која нема. Зашто нема слава, ниту пак оној кој? Зашто навистина оној кој? Околу 18 реда се неизгубливо оштетени, и знаците на зодијакот, и кои немаат, придобиваат за вртење. Но душата, душите, таму, телото, телата, на ова, душата, душите, на небото, околу, облик, кој е? Околу 19 реда се речиси целосно оштетени, сите прилики, нив, сите облици, облик, облици, така што тие, истануваат самите себе, и животните, и. Две страници недостасуваат. Таму. Но нивните сили, кои се ангелите, се во облик на зверови и животни. Некои меѓу нив се повеќе облични, полиморфни, и спротивно на природата ги имаат своите имиња кои. Тие се поделени и според, и во облик. Но овие, кои се аспекти на звукот според третиот, произлегуваат од битието. И во врска со нив, сите овие забелешки се доволни, бидејќи веќе зборувавме за нив. Зашто ова разделување пак се случува во овие региони на начинот на кој споменавме од почетокот? Меѓутоа, душата од друга страна има различен облик, облици. Обликот на душата постои во оваа форма, односно, душата, која настанала сама од себе. Обликот е вториот кружен, сферичен дел, додека првиот го дозволува тоа, ејоу, самородената душа, аејоо. Втората шема ејоу, од оние што имаат два звука, дифтонзи, при што првиот е поставен по нив. 3 реда се неизгубливо оштетени, светлината. Контролирајте се себе си, примете го непропадливото семе, принесувајте плод и не се врзувајте за вашите имоти. Но знаете дека окситоните, акцентираните слогови, постојат меѓу самогласките, како и дифтонзите што се веднаш до нив. Но кратките се пониски и се преку нив. Оние што, бидејќи се посредувачки. Звуците на полусамогласките се повисоки од беззвучните, согласки. А оние што се двојни се повисоки од полусамогласките, кои не се менуваат. Но аспиратите, вдишувачките согласки, се подобри од неаспирираните од беззвучните согласки. И оние што се посредувачки ќе ја прифатат нивната комбинација во која се наоѓаат, тие не ги знаат нештата што се добри. Тие, самогласките, се комбинираат со посредувачките, кои се помали. Област по област, тие го сочинуваат именувањето на боговите и на ангелите, не затоа што се измешани едни со други според секој облик, туку само затоа што имаат добра функција. Не се случи нивната волја да биде откриена. Не продолжувајте да грешите и не осмелувајте се да го користите гревот. Но јас ви зборувам во врска со трите облици на душата. Третиот облик на душата е кружен, сферичен, поставен по него, од едноставните самогласките, и, о, у, о. Дифтонзите беа следниве, ај, ау, еј, еу, еу, оу, оу, ој, еј, уј, ој, ау, еј, еу, оју, гг, 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 ајау, ејеу, еу, оју, оу, гг, гг, ау, ејеу, оју, еу, 3 пати за машка душа. Третиот облик е кружен. Вториот облик, кој е поставен по него, има 2 звука. Третиот облик на машката душа се состои од едноставните самогласки а, и, о, у, о. И овој облик е различен од првиот, но тие си личат еден на друг и испуштаат некои обични звуци од овој вид, аео. И од нив се направени дифтонзите.
Така е и со четвртиот и петтиот. Во однос на нив, не им беше дозволено да ја откријат целата тема, туку само оние нешта што се очигледни. Вие бевте поучени за нив, за да ги разберете, со цел и тие сите да побараат и да најдат кои се, било самите за себе, било едни преку други, или за да ги откријат судбините што се одредени од почетокот, било во однос на самите себе, било во однос на едни со други, исто како што постојат едни со други во звукот, било делумно, било формално. Им се заповеда да се покорат, зашто нивниот дел е роден и формален. Им се заповеда било од долгите самогласки, било од оние со двојна временска вредност, било од кратките самогласки, кои се мали, или од окситоните, или од посредувачките, или од баритоните. И согласките постојат заедно со самогласките, и поединечно им се заповеда и тие се покоруваат. Тие го сочинуваат именувањето на ангелите. А согласките се самопостоечки, и како што се менуваат, им се покоруваат на скриените богови со помош на такт, и висина на гласот, и молчење, и импулс. Тие ги повикуваат полусамогласките, од кои сите им се покоруваат еднодушно, бидејќи само непроменливите двојни согласки сопостојат со полусамогласките. Но аспиратите и неаспирираните и посредувачките ги сочинуваат беззвучните согласки. Пак, тие се комбинираат едни со други и се одвоени едни од други. Им се заповеда и тие се покоруваат и го сочинуваат незнаеното именување. И стануваат едно, или две, или три, или четири, или пет, или шест, пас до 7, имајќи едноставен звук, заедно со овие што имаат два звука, местото на 17 согласки. Меѓу првите имиња, некои се помали. И бидејќи овие немаат битие, тие се или аспект на битието, или ја разделуваат природата на умот, кој е машки и кој е посредувачки. И ти ги ставаш оние што си личат едни со други со самогласките и согласките. Некои се, багадазатха, бегедезете, бегедезетхе, бигидизитхи, богодозотхо, бугудузутху, богодинаозотхо. А останатите, бабебебибобубо. Но останатите се различни, а бебебибоб, со цел да ги собереш нив и да се одвоиш од ангелите. И ки има некои ефекти. Првиот ефект, кој е добар, е од триадата, тројството. Тој има потреба од еден ред е неизгубливо оштетен, нивните облици. Диадата, двојството и монадата, единството, не личат на ништо, туку тие се први што постојат. Диадата, бидејќи е разделена, се разделува од монадата и припаѓа на ипостаста. Но тетрадата, четворката, ги прими елементите, а пентадата, петката, ја прими согласноста, а хексадата, шестката, се усоврши сама од себе. Хебдомадата, седмицата, ја прими убавината, а огдоадата, осморицата, го прими подготвено. Еден ред е неизгубливо оштетен, во голема мера. И декадата, десетката, го откри целото место. Но 11-ката и 12-ката поминаа низ, немајки, тоа е повисоко, 7. 9 реда се речиси целосно оштетени, ветување дека почнуваат да ги одвојуваат нив со помош на знак и точка, оној кој се кара од оној кој е непријател. Така, на битието. Еден ред е неизгубливо оштетен, буквите, во свето или според оков кој постои одделно. И тие сопостојат едни со други во настанувањето или во раѓањето. И според настанувањето тие немаат овие. 10 реда се неизгубливо оштетени, еден ја зборува загадката. Бидејќи внатре во сетилно препознатливиот свет постои храмот, кој мери 700 лакти, и река, која внатре во довека тие 3 на 4 печати, облаци и водите и облиците на восочните слики и некои смарагдни прилики. За останатото јас ќе те поучам. Ова е настанувањето на имињата. Таа која не беше родена од почетокот. 9 реда се речиси целосно оштетени, време, времиња, кога е затворена, кога е расширена, кога е намалена. Но постои благото слово и постои друго слово кое се приближува,
бидејќи е на овој начин. Еден ред е неизгубливо оштетен. И он, разликата, и си еден, неделивите битија, и силата, имајки дел во радоста одделно и било. 7 реда се неизгубливо оштетени, сила, он постои во секое место, нив секогаш. Он престојува со телесните и со побестелесните. Ова е словото на ипостаста што човекот треба да го, на овој начин, ако со нивната, помагајки им на оние кои го раздвижуваат, очигледното. Ако некој го знае него, ќе го повика него. Но има зборови од кои некои се два, а други постојат одделно. 10 реда се речиси целосно оштетени, или според оние што имаат траење. И овие се или одвоени од нив, или се здружени едни со други или со самите себе, било дифтонзите, било едноставните самогласки, или секое, или, постојат исто како што постојат согласките. Тие постојат поединечност додека не се разделат и удвојат. Некои ја имаат силата според буквите што се согласки. 8 реда се речиси целосно оштетени, самите од себе, и 3 пати за самогласките, и 2 пати за согласките, и еднаш за целото место, и со незнаење за оние кои подлежат на промена, што стана, заедно со целото место, најпосле. И тие сите, тие се скриени, но беа изговорени јавно. Тие не запреа без да бидат откриени, ниту пак запреа без да ги именуваат ангелите. Самогласките се здружуваат со согласките, било однадвор, било однатре, тие рекоа, те поучуваат тебе, пак довека. Беа избројани 4 пати и беа родени 3 пати и станаа. 2 реда се неизгубливо оштетени. Поради овие причини, стекнавме доволност, зашто потребно е секој да стекне сила за себе за да принесува плод и никогаш да не фрламе клевети врз тајните, на. Зашто што е душите, знаците на зодијакот, нова ипостас. А наградата што ќе му биде дадена на таков човек е спасението. Но спротивното ќе му се случи таму на оној кој врши грев. Оној кој врши грев сам од себе, ќе биде во еден. 2 реда се неизгубливо оштетени, со цел, пред да го испиташ оној кој, човек да може да му каже на друг за една возвишена сила и божествено знаење и моќ на која не може да се противстави. Но ти ќе испиташ кој е достоен за тој да ги открие нив, знаејќи се дека оние што вршат грев, долу до, како што тие, Отецот, она што е потребно. Не сакајте да давате сила на сетилно препознатливиот свет. Зарем не ме слушате мене, кој примив спасение од духовниот, интелигибилен свет? Но што се однесува до овие зборови, чувајте се, немојте да ги нив како една. 3 реда се неизгубливо оштетени, разберете, и он го зема, остатокот, јас ке зборувам за нив. Совршенството, за да може да се зголеми, кои вршат грев. Еден ред е неизгубливо оштетен, втелосените души не ги разбраа нив. Оние што се на земјата, како и оние надвор од телото, оние на небото, се повеќе од ангелите. Местото за кое зборувавме во секое слово, овие двезди. Еден ред е неизгубливо оштетен, книги, било веќе, во. Благословен е, било да гледа во двете, било да гледа во 7 планети, или во 12 знаци на зодијакот, или во 36 декани. 9 реда се речиси целосно оштетени, и овие брови, било оние на небото, било оние на земјата, заедно со оние што се под земјата, според односите и разделувањата меѓу нив, и во останатите, делови според родот и според видот. Еден ред е неизгубливо оштетен, тие ќе се покорат, бидејќи таа има сила, горе, тие постојат одделно.